Се обидовме што поточно да дефинираме што подразбираме под штетни наративи, а тоа се наративи на политичките актери што не се со беневолентна цел и содржина и наместо да служат за информирање на јавноста, наместо да служат за промовирање на граѓанскиот активизам, тие во суштина служат за манипулирање на јавноста со тоа што во истиот момент она што го прават е подривање на демократските и хуманите вредности со огромен потенцијал на штетни последици во многу сфери на општествено-политичкото живење. Нападите на личност се едни од најстрашните, би рекла, етички недозволена е нивната употреба, меѓутоа јавноста во многу голем, да кажам, дел ги слушна сите овие зборови, се најчестите зборови, кои што беа употребени кога се конструираа нападите на личност. Пиум, вошка, вазал, нема да ги читам сите, навистина се многу страшни, само и да се прочитаат. Шизо, ретард, тиранин, најголема политичка лапача, спотер, неспособен и така натаму. Доволно е само да ги прочитам и да сватите еве што јавноста би можела кај неа да предизвикаме со овие зборови. Јавноста слушна штетна реторика од вас. Политичката социјализација и култура може да се каже дека е се пониска и на се некое пониско ниво. Ако еве ние ги следиме медиумите повеќе од 25 години, може да кажеме дека е на најниско ниво досега. Значи, таа политичка комуникација и вашата комуникација со јавноста и меѓусебна комуникација може да се каже со сигурност дека е на многу ниско ниво.